Добар ден на сите. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10 2005, свикувам седница на Комисијата за економски развој на Советот на општина Битола на 19.4.2023 година среда во 13 часот со предлог на следниот дневен ред. Под број 1, програма за измени и дополнување на програмата за економски развој на општина Битола за 2023 година и втора точка извештај за реализација на програмата за економски развој за 2022 година. Дневниот ред го клавам на гласање. Кој е за? Едногласно. Имаме представник од општина. Ве молам сега за првата точка, така, програма за измени и дополнување на програмата за економски развој на општина Битола за 2023 година. Повелете. Програмата практично останува иста со тоа што во прилог број 1 кај што се наведени објектите, односно објектите за кои што ќе работиме проектните документации, се додават уште две ставки на крајот. Тоа се подреден број 88 и 89. Реден број 89 се додава за изработка на отворени спортски игралишта на улица Мирче Ацев број 1. Наведени се катастарски парцели, односно во кругот на гимназијата Јосип Броз Тито ќе се изработува документација за спортски отворени игралишта. Истата ќе биде донација. Подреден број 88 исто така, значи на постоечките игралишта во Основното училиште Елпида Караманди, кај што имаме 3 игралишта, едно за мал фудбал, едно за кошарка и едно за тенис. На истите ќе изработиме проектна документација за реконструкција со донација. Тоа е измената, нема во однос на бројките и вредностите, другите нема, значи тоа на наредна седница откој ќе се достави изработената проектна документација, ќе треба да донесеме одлука за прием на тие две донации. Толку има. Добро, благодарам. Дали отворам дискусија за првата точка, дали има некој да праша? Повелете. Дали знаеме кои се донатори? Тоа е првото прашање. Да, знаеме, значи за Основното училиште Елпида Караманди ќе биде Стентон градба донатор, а за горната гимназија ќе биде Архитектон дизајн, се вика студиото, што ќе изработува документацијата. А за горната гимназија, игралиштето ќе се наоѓа зад салата, кај што има веќе постоечка, што е руинирана? Да. Таму согласно детални урбанистички план имаме игралишта, меѓутоа имаме приватни парцели кај што треба да ги расчистиме имотоправните односи. До сега проблем беше тоа зашто не е сето тоа така како што треба реализирано согласно ДУП. Меѓутоа треба да се расчистат имотно-правните односи со собствениците и после тоа ќе ги направиме. И како би го направиле тоа? Започнати се постапките за прво за добивање на конзерваторско одобрение, па после тоа за усогласување, односно мора да му се платат на собствениците за да се изградат и да се стават во собственост на општина Битола. Иначе имаме таму две парцели кај што се во приватна собственост. А дали има правна можност тие да одбијат да го дадат тоа земјиште? Значи правна можност согласно ДУП. Ако во ДУПот има предвидено игралишта и спортски игралишта, значи во реализација на ДУП тие можат да го спорат на доместокот, меѓутоа од јавен интерес, кој ќе се работи за јавен интерес, не можат да го сменат ДУП, нити па може да реагират на тоа да не се градат таму игралишта, меѓутоа може да го спорат износот кој би се добил, кој ние би му го понудиле за обештетување. И нормално тоа ќе се оди во постапка, законска постапка за ако не се согласа во таа цена што ќе му биде понудена, законска постапка за доколку смета дека ќе биде малку, да се додадат средства како тие што мислат. Меѓутоа се излегува проценител, прави проценка официјална и ако не се задоволни, се ствара постапка. И уште едно последно прашање, дали конкретните училишта се избрани од донаторите или ние како општина ги одбираме? Значи на барање на Основното училиште Елпида Караманди и на гимназијата подолг период, значи особено за гимназијата, кај што овој спор, да речам, со овие приватни парцели од поодамна и од поодамна е како проблем, значи побараме од нив да тоа се реши, да. И општината најде
разбирање да го тоа реши во интерес на учениците кои таму имат само една спортска сала и овие другите практично не се возможни да користат тој простор. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Тогаш преминуваме на втората точка. Извештај за реализација на програмата за економски развој за 2022 година. Повелете, Венцо. Значи, извештајот за реализација на програмата за локален економски развој за период од 1.1. до 31.12.2022 година. Овкупно планираните средства со нашата програма 45.379 денари, реализирани се 23.228.601 денар. Или во процентот на реализација е 51,27%. Можете да видите во прилогот конкретно зошто се потрошени тие пари, значи имаме табела, конкретно тој прилог 1 што го викаме, кај што конкретно за секоја улица или објект што сме го на кој што сме работеле, за кој што сме изработувале техничка документација е наведено колку пари имаме потрошено. Некои ставки се нула, некои се почнати, значи некои се меѓувреме и почнати, меѓутоа ако не се завршени, односно ако немаме добиена фактура во 2022 година за таа конкретна на тој конкретен објект, овде не е ставена реализација, тоа не значи дека не е започната постапката, таа постапка ќе се рефлектира во 2023 и согласно тоа тука имаме гледате и нули, имаме бројки конкретно за секоја активност, односно за секој проект што сме го изработиле. 51,27% реков дека е реализацијата. За разлика од другите години, не сакам да се споредувам дали сме во плюс или минус или така. Секоја година, мислам, различна е секој период од годината, во зависност од тоа дали проектите ќе ги фати тој дел, реков, крајниот дел на годината, дали ќе се префлектират во другата или во таа година ќе се фактурират. Така да овие бројки се, да речем, малку по-ирелативни. Во другиот дел на нашата програма дадена е една исто така табели, во кој што оделените за економски развој ќе што има аплицирано за фондови од ЕУ фондови, односно фондови, министерства, агенции формирани од владата на нашата држава, во кои што јасно кажуваме дека каде конкретно се имаме поднесено барање, значи имаме поднесено 12 барања, од кои сме побарале средства во висина од 51.460.732 денари. Вкупно сме добиле од овие агенции, министерства и така натаму 7.329.000 денари. Не можеме да се пофалиме со оваа бројка дека многу ни помогнале, дури некои од овие средства што ни ги дадоа, ни ги зедоа. И се надевам дека оваа година почнаме повторно со аплицирање и ќе добиеме поголема поддршка од агенциите формирани од владата. Друго, конкретно ако сакате, не би ги читал сите вредности и сите проекти за кои што ги имаме работено. Доколку имате прашање, ви стојам на располагање. Ви благодарам. Отварам дискусија по втората точка. Дали некој има да праша? Повеле. Вака, по материјалите што ги имавме на увид, гледам дека во круцијалните ставки е потфрлено со извршување на точките, односно во подготвување на објекти за пречистителни станици и колектори имаме само 77.000 нешто повеќе реализација од планираните 925.000. Истото е случај и кај водоснабдувањето и кај капацитетите за енергетика. Зошто баш во овие најбитни
работи за општината потфрлана? Значи не се работи тука за потфрлање. Значи овие проекти за водовод и за канализација генерално ги работат јавните предпријатија водовод и нискоградба. Во нашата програма која сме планирале дека можеби нема да може да ги сработат тие проекти и затоа сме ги ставили. Не дека не се реализирани, значи јас можам конкретно за секој да ви кажам каде и колку проекти имат направено нискоградба и водовод. Од овие ако ги гледате нули тука, меѓутоа имаме голема поддршка од јавните предпријатија при изработувањето на техничката документација за водовод и за канализација. А средствата од кај се обезбедени? Не. Средствата од нивниот буџет. Аха. Да. Нивниот буџет со образложение дека имат интерес да си и овозможат, значи да си овозможат работа во наредните години. Значи ако немаме проекти изработено, нема да може да работат. Така да од нивни интерес е да влезат со нивните проектанти, што ги имат на располагање за да ги изработат што побрзо тие проекти. И сега имавме проблеми со нив, да речем проблеми нормално, и оваа година малку повеќе ставивме во нашата програма за 2023, затоа што во меѓувреме и цени се променија и така натаму, и да речем застој имавме во таа работа со нив. Меѓутоа на крајот на годината успешно ги завршија сите работи што беше планирано да ги завршат, а за 2023 година рачунаме дека повеќе ние ќе треба да сработиме, затоа што малку ја забавија цела работа, конкретно еве за булеварот 1 мај може да кажам, за Никола Тесла и така натаму, да не ги наведувам сите, меѓутоа на крајот на годината сите ги завршија под нормално малку поголем притисок од нас, затоа што некои не беа ни ставени во програма, мораше да се завршат. А тие што беа ставени во програма ги пренавменивме средствата во други ставки, така да сепак сме задоволни од соработката со јавното предпријатие Нискоградба и водовод. До крајот на годината, почетокот не беше така, меѓутоа крајот на годината ги заврши сите проекти што беа планирани. Имам уште едно прашање. Зошто во 2022 не е започнат проектот кој беше по иницијатива на Левица, тоест рекреативна зона Кркардаш, и ако може информација до каде е тој проект, еве ќе искористам, извинете што ќе злоупотребам точката, но ако може да ми се објасни зошто во 2022 немаше никаква активност околу тој проект. Па на ваша иницијатива неколку пати, 2 пати ми имате прашано, излегавме на терен заедно со вас и да видиме конкретно за што се работи. Значи увидот го направивме на ободниот канал. Еден дел од трасата, другата траса не успеавме да поминеме, меѓутоа на еден дел од трасата кај што успеавме да го поминеме, тој е ободниот канал кој што постои. И конкретно тој канал си обавува функцијата, постои како отворен канал во кој што има зараснато вегетација. Други активности во однос на тој канал, освен да се исчисти, ние не гледаме во овој момент потреба таа работа да се направи, меѓутоа не дека не треба, можеби треба бетонски канал и така натаму. Меѓутоа сега за сега предлагаме да се исчисти тој канал и да се стави во функција неколку критични точки кај што се. Иначе друго што би правиле таму, заедничка констатација беше дека тој терен, не знам дали јас прв пат, искрено кажувам дека прв пат го поминав, меѓутоа тој терен е таму добро обраснат со убава трева, ширина 3 до 4 до 5 метра, кај што може слободно да се пешачи по трева и да се вози велосипед по трева. Секаква интервенција на тој дел со бехатон, асфалт ја упропастува природата и нема потреба според мене да тоа се упропасти. Единствено да се подобри функционалноста на тој канал како таков. Така да не би гледал што би имало тука некаква поголема интервенција или некаков проект со одобрени или не знам колку средства. Единствено се исчисти заедно со јавните предпријатија Нискоградба и Комуналец, кај што можат да влезат со нивни средства и тоа да го средат. Меѓутоа поголема друга интервенција не гледам. За разлика од тоа, вие што не го гледате, другата страна на тој ободниот канал, кај што врви во дело на ромското население кај што е и кај што во фаќа стварно, кај што влегват води и порои и така натаму, кај петочна вода
во објектот и другиот дел тој таму е стварно во покатастрофална состојба од овој дел. Јас, ако мислам дека подобро е таму да вложиме некакви средства и да го решиме тој проблем, отколку овој дел. Зошто? Затоа што целиот тој ѓубре од озгоре што иди, што носи со себе сите порни дождови, сите работи што се носат од озгора, значи слегуваат до сатот, до судот. А овој дел нема таков слив, нема такво подрачје што може да загрози нешто. Така да би ве замолил, ако може, евен да речеме, моја сугестија е, бидејќи ги познавам добро работите околу заштитата на градот од поплави и така натаму, би сугерирал повеќе таму да се насочиме, отколку од оваа страна. Тоа е моje мислење. Еве, вие, ако мислите дека треба нешто да се земи во другиот дел, предложете, па да го разгледаме, да видиме што би можеле, освен ова што го предложив. Вака, значи, во иницијативата добро е разработено како би требало тоа да изгледа, но очигледно сакаме да играме политиканство и да избегнуваме на прашањата. Тука пише извештај за реализација на програма за 2022. Ние на терен заедно со вас бевме во 2023. Првото моје прашање беше зошто во 2022 немаше никакви активности околу тој проект, а второ, во тој проект се вклучени и реквизити за деца, фитнес прави, парк за миленици е вклучен во тој проект и ред други работи. И ако сметате дека ободниот канал е во ред со израснати дрва внатре во него, кога шетавме, вие јасно посочивте дека е проблем, а сега ми зборувате нешто друго, тогаш очигледно имаме недоразбирање помеѓу нас. Благодарам. Ако може уште кратко, значи, немаме недоразбирање. Јас само кажувам, моето мислење кажувам дека објектот е во функција, тој ободен канал е во функција и ако има такви, да речам, неколку дрва обраснати, тој е се уште во функција, затоа што има критични делови кај што стварно ќе треба да се исчисти. Меѓутоа, не е спорно дека не реков дека не е спорно дека се исчисти вегетација. Треба да се исчисти. А вие сметате дека не треба да се тури таму бетон? Треба да се исчисти, меѓутоа мислам дека ги задоволува потребите таа функција што има како земен отворен канал, ги задоволува тие функции на таа вода и тие работи што се таму, мислам, приливо и така натаму. Не викам дека не треба да се исчисти. Реквизити може да се постават, тоа не е спорно, меѓутоа главната поента е околу ободниот канал и околу простор околу него, за луѓето да може да се движат околу тој простор и да биде стварно уреден, а не е спорно да се постават и такви работи. Не е спорно да се постават. Значи, меѓутоа, јас ќе се потрудам, пошто еве сега имаме врнежливи денови, да ви доставам снимки како тоа изгледа на улиците кои се наоѓаат под тој ободен канал, пошто стварите дека е дека е функционален, така да ќе се потрудам да ви обезбедам снимки и да ве деаргументирам на вашето тврдење дека ги задоволува потребите. И повторно ќе ве прашам зошто немаше никакви активности во 2022. Дали ви беше наредено намерно да се бойкотира оваа иницијатива, бидејќи очигледно не сакаме да следиме закон. Ние тука сме совет кој носи одлуки и тие одлуки треба да се почитуваат, односно извршната власт, односно локалната самоуправа, треба да ги извршува одлуките кои советот ги носи, а не дали вие сакате да биде така или неќите да биде така. Значи, ако е така, тогаш не деградирате како институција. Јас не би коментирал повеќе околу ова, значи ободните канали до сега во пракса ги чисти Нискоградба Битола. Значи склучува договор со општината и влегува ги чисти каналите. До сега сме ги чистиле сите многу пати. Така да и овој дел ќе склучиме договор, има за одржување на такви работи, ќе се исчисти и ќе се дотера таму кај што има проблем. Во однос на ова, самиот ви кажав дека 51% кон 51,25% имаме реализација на програмата, значи ние на програма 100% не е реализиран. Значи, сме се концентрирале на некои проекти повеќе, на некои помалку.
од таа причина, затоа ви реков, ќе одиме заедно да го видиме овој зошто, шо е вашето барање. Вашето барање го видовме, ќе се разгледа и понатаму и ништо спорно дека нема и понатаму е актуелно овде, дека гледате и во 23-та актуелно. Никој некаква, значи не може 100% да се концентрираме на сите 100% да реализираме програмата. Во иднина рачунаме дека ќе преземеме таму кај вас нешто. Добро, Меѓутоа во прва фаза е да се исчисти вегетацијата и нискоградба и комуналец да влезат да го тие критични места да ги отклонат. А за другата поставување на таква урбана опрема реквизити ќе треба да смениме програмата по друга програма за поставување на урбана опрема и така натаму и да поставиме таму реквизити, а не по ова вашата ставка иницијативата. Значи, со таа реторика сте од 2021 дека треба да се почека, дека се работи, дека ќе дојде на ред и таа иницијатива, односно и тој проект. Јас концизно ве прашав, дали некој ви има наредено, вие како вработен во општина, да ја бойкотирате иницијативата, односно проектот на Левица? Не. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, дневниот ред го ставам на гласање. Првата точка, програма за измени и дополнување на програмата за економски развој на општина Битола за 2023 година. Кој е за? 3 за. Кој е воздржан? 2 воздржани. Втората точка ја ставам на гласање. Извештај за реализација на програмата за економски развој за 2022 година. Кој е за? 2. Воздржан? Против? 3 против. Ви благодарам, со тоа е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам на присуството.